Радио Виница. Почитувани слушатели, ја прекинуваме редовната програма и веднаш да ви известиме дека станува збор за еден несекојдневен настан. Од Советот на местната заедница Виница сме замолени да го пренесеме следниот апел до работните луѓе и граѓаните на општината Виница. Веќе неколку месеци нашиот сограѓанин Илчо Симеонов, вработен како билетар на автобуската станица во Виница, се наоѓа на лекување во кардиолошката клиника во Скопје, но по наодите на лекарскиот конзилиум е установено дека е потребен хируршки зафат надвор од Југославија или поточно во светски познатата кардиолошка клиника Женолиер близу Женева во Швајцарија. Бидејќи нашиот сограѓанин се наоѓа во животна опасност и во неможност да ги подмири трошковите околу хируршката интервенција, кои изнесува 28 милиони динари, Советот на местната заедница од Виница ги повикува работните луѓе и граѓаните на општината Виница што побрзо да учествуваат со доброволни парични прилози и ја искажат својата хуманост за спасување на еден млад човечки живот. Работните луѓе и граѓаните паричните средства можат да ги уплатуваат на жиро сметка 40401 цртица 620 цртица 63 цртица 4 цртица 304/2 Пристопанска банка, Основна банка Виница со ознака Помош за кардиолошка хируршка интервенција за Симеонов Илчо од Виница. Виница, 10 ноември 1979 година. Јас сам Јус Рефовски Сабри. У тоа време, почетокот ноември 1989 година, беа председател на местна заедница на Советот на местна заедница Виница. У тоа време сум бил известен од комшиите и суседи, бидејќи Виница е мало место, дека Илчо е многу болен и не може да се излечи во територија на Југославија. Скоро сите болници не е успешно. И од тоа ја размисли мало подолго и викна го Советот на местна заедница и образложи како е стање со Илчо. И договориме се да даме апела за подручје на општина Виница и пошироко за сите општествени политички организации и стопанските организации да се собере средства како би го испратили на лечење во Швајцарија. Беше недела, ослужиме света божествена литургија и по тоа отчитахме светото Евангелие. По Евангелието беше многу скуп народ и со тоа ги замолих верниците, им рекол, благочестиви браќи и сестри христијани, ве молам и апелирам на вас, во колку сакате, колку обичате, знаеме дека сме во Виница и живееме во Виница, бидејќи Ишо ни беше тешко болен од срце. И за тоа требаше да оде на операција во Женева. И за тоа ги замолив и апелира, во колку сакате и колку обичате, да дадеме и ние верниците една помош со тоа дете да биде излечено. Слушајќи го апелот преку Радио Виница и преку другите дневни печати, училиштето, сите професори вработени во училиштето се вклучивме во акцијата, се откажавме од една дневна заработувачка, а од една таква дневна заработувачка се откажаа и сите вработени во другите организации на Здружен труд во Виница. Во целата ова акција се вклучија и учениците од средното училиште и учениците од основните училишта во Виница. Татко ми и чичо ми собра една сума пари, дадоа за помош на оваа операција. Тоа не беа некои големи средства, ама ете, такавме да покажеме една хуманост. Иако не сме од овој крај, ние сме од Петовско село Јеловјане, овде сме на работа од 57 година и така се интересиравме за човеков, го познававме од порано, го познававме, добро живеевме со него и се интересиравме за него, што ќе стане со него. Болестите не бираат ни вера, ни нација и секој пат кога ќе се укаже ваква прилика, ние ќе дадеме пак прилог. Не е важно за каков човек и за кој човек. За болест се ќе дадеме.
Јас сум Силјано Филчо, роден на 27. мај 1949 година во Виница. Сум роден потекнувам од сиромашна фамилија, од мајка Ката, татко Милан. Уште како мало дете, кога појдов во прво оделение, јас се осетив сосема друг и се чувствував оделен од моите други другарчиња поради болеста што ја имав во мене, тоест срчевите маани, трите маани што ги носам во себе. Така да поради таа болест помодрував од поголем напор, помодрував на устните, на носот, на лицето, на ноктите и добив тешко дишев, тоест гушење во граите. Така да, после враќањето од училиште, мојата учителка беше приморена да ме доведува од настава дома. Кога ја осетив сето тоа, ја прашав мојата мајка, а зашто е тоа со мене? Таа секој пат беше смирена и на мирен начин ме убедуваше дека ти и понатаму ќе живееш само на по-друг начин од другите деца, бидејќи ти си оболен на срцето и имаш вродени маани. Исто така, мојата болест не дозволуваше многу и да пешачам. Например, од дома до школата, кога отидов на настава, кога идев, ја морах на 2-3, па скоро до 5 месеца да клекнувам и да се одмарам, за да може да отидам на училиште. Иако беше мојата куќа од школото не многу далеко. Исто така и доста и од моите другарчиња ми имаат помагано. Например, мојата училница беше на вториот спрат на зградата. Тие ми фаќаа под мишки и ме качуваа по скалите, ми помага за да може да се качам горе во училница да идам на настава. Јас и Илчо сме комшиња. Уште од деца ние во нашето мало, кое се викаше Чифличанско мало, како млади деца игравме топка, а исто и тој беше ентузијаст кој сакаше со нас секој пат да игра, и тоа неговата болест не дозволуваше, бидејќи не беше со здравјето добар. Секој пат уз нас беше присутен, меѓутоа секој пат и не можеше да оде од дома до игралиштето. И така да многу пати често го зимавме на грбот, а највише јас го носев до игралиштето, па и назад го враќа после, а тој секој пат навиваше највише за нашето мало. Еднашка се случи да плаче дома и дојде татко му и ме замоли да го одведеме пак на игралиште. Имаше една количка, обична, дрвена, пред фурната нина. Ја зедовме и го качив во количка. Од фурната поаѓајќи према игралиштето, во тоа време немаше асфалт, беше црн пат. И почнав да терам количката со во неа Илчо беше. Терајќи ја количката, некако образувањето се сопнав и од количка да се обрна и падна Илчо. Тој некако помодре целиот, како да му се слоши нешто. Во тој момент до сам патот течеше вада една и од самата вада зедов вода со раците, го измив, го освежив. Кога го видов едно време, тој доаѓа сепак до едно освежување и подобар. И се израдувах и јас. Во тој момент пак го качи во количката и полека го оттерав до игралиштето. И тамо на игралиштето го оставив од страната, ние почнавме како децата во тоа време да играме топка. Кога дојдов на возраст, на 15 годишна возраст, добив големо крварење од носот и од грлото и бев префрлен во интерно оделение во Штип
кај што леже 15 дена, ми беше лекувањето успешно, крвта ми беше крварењето сопрено, да после летото истата година бев одведен во кардиолошко оделение во Скопје на лечење, но таму ме зафати земјотресот, кај што се гледа дека го преживев и бев префрн во болницата во Приштина, каде што исто така 15 дена имам лежено и вратено. Кога се запишав во средна школа, на 17 годишна возраст, почина мојата мајка и останав без мајка со мојот татко и мојот брат да живееме заедно. Исто така и во гимназијата, моите професорки секој пат се однесува трпеливо спрема мене, знаејќи ја мојата биографија за мојата болест. Знаејќи ја неговата здравствена состојба, ние сите му помагавме со тоа што водевме сметка да не го изложуваме на напор, за да може полесно да ги совлада предметите и да го заврши училиштето. Илче го заврши школото и со неговото тешко оболување не можеше понатаму нормално да се вклучи во животот, бидејќи требаше да се лекува. Доктор Михајловски Мишо ме прегледа и ме упати на кардиолошко оделение во Скопје на испитување. Овдека ми беше извршена катализација и откриено 3 срцени вродени маани. Човек кога се наоѓа пред операција се плаши. Мојата операција беше тешка, немав смелост за тоа никому да му кажам, па затоа честопати доаѓав на гробот на татко ми и мајка ми и само нив можев да им признам дека се плашам за собствениот живот. Кога станав сабаале во 3 сатот и се спремав за пат за Женева, и кога веќе појдував, се свртев и го видев синот како леже во детското кревече, а жената бремена, и си помислив дали пак ќе се вратам да го видам 5-годишниот син и дали ќе начекам да добијам ќерка кој што сакав да добијам. Јас со Илчо се земав од љубов. Знаех дека беше оболен, надејќи дека ќе има живот, и најтешко ми беше кога замина за Швајцарија, зашто сама останав у една соба со 5-годишниот Александар, а со Катерина бев бремена. По извршената катализација во кардиолошко оделение Скопје утврдија дека имам 3 вродени маани на срцето. И по консултација на докторски конзилиум во Скопје беше одлучено, единствен излез беше за моето здраве е оперативен захват во катонална болница Женевиер во Женева. Јас го повикав секретарот на месна заедница Виница, затоа што мора некој да стави подпис за мојата операција, и тој се согласи. Откако Илчо Симеонов се наѓаше во кардиолошка клиника во град Скопје, тој порачуваше неколку пати да јас лично отидам кај него, се со цел за да бидам старетел на самиот пациент. Бидејќи тој немаше татко, немаше мајка и едино пред лекарскиот конзилиум ме предложил мене како сограѓанин да јас за него подпишам кардиолошкиот зафат во Женева, Швајцарија. Тешко е за човек да се подпише, а во случај да не остане жив, тоа е една животна одговорност. Јас тука бев доста потресен, доста возбуден. Овие моменти ми беа многу тешки и практично тоа ми беше целото време ми замина како една минута. По подпишувањето утредента јас резервисав карти, бидејќи здравствената положба на Илчо Симеонов беше толку тешка, друг превоз не доаѓаше во обзир, освен авионски да го пренесам до Женева, Швајцарија. Со патувањето од Скопје до
Београд, а претходно самиот лекарски тим ме предупреди дека Илчо, бидејќи му е толку влошена состојбата, при самиот полет, тој од самиот воздушен притисок ќе претрпи некоја кризна ситуација. Тој ќе искравари, а јас да бидам приготвен за да не се плашам и да можем во тој момент да му давам онаа прва помош. И навистина тоа се случи. Јас веднаш по полетувањето во самиот авион, откако достигнеме воздушна висина на 10.000 метри, го видов Илчо Симеонов дека почна да кравари, ја претходно подготвен и се до Београд во рок од 30 минути, јас го бришав, очистував се и по пристигнувањето во Београд ја овде се упатив што побрзо да го освежам пациентот. После освежувањето пак полетаме за Швајцарија и кога пристигнаме на швајцарскиот, мислам на Женевскиот аеродром, тамо не чекаше автомобил. Со превезувањето на автомобил источно од Женева, покрај Женевското езеро, едни прекрасни природни пейзажи гледахме и забележавме во една планина, една огромна, прекрасна болница, која личеше повеќе на хотел отколку на болница. Со самото пристигнување во болницата, тамо не чекаше цел лекарски тим, и тоа доктор Нинослав Радовановиќ, доктор Зарич, доктор Меденица и други некои медицински персонал од Социјалистичка република Југославија. Веднаш пациентот беше сместен во апартман и јас останав доле со лекарскиот тим, се со цел за да прашам за здравето и за кардиолошкиот зафат, мислам за операцијата на нашиот сограѓан Илчо Симеонов. Откако пациентот беше сместен, јас оседнав со нив и повеќе поставува прашања како Илчо дали ќе остане жив од оваа операција. Тие толку смело и умесно и стручно ми го објаснија кардиолошкиот зафат и што практично јас тоа не го не верував, дека ти вика ќе забележиш за 2-3 дена дека тој, иако е сега модар, тој ќе биде бел како снег и ќе ја почувствуваш неговата прва рехабилитација после операционот зафат. Повторно ми извршија катализација и ми најдоа 5 вродени мани во срцето, така да по разговорот на Нинослав Радовановиќ со професор Хан, тој пристигна и ја изврши операцијата, тоа е оперативниот захват. После операцијата бев пренесен во собата за интензивна нега, кај што ми беше доделен медицински техничар, тоа е Нада од Белград. И кога се освестив, таа ми даде огледало, се видов дека сето тоа синило од моето лице, беше оттргнато и бев добил еден животен тен и тогаш сватив дека можам и нормално можам веќе да живеам нормално како сите други луѓе на светот. По враќањето од Женева во Виница Македонска, првите 2-3 дена, додека се изврши хируршкиот зафат над Илчо Симеонов, јас просто дури и не спиев. Се очекував нижија атмосфери, многу незгодни, што ќе биде со Илчо Симеонов. Веста откако ја добиме преку телефон, директно со Нинослав Радовановиќ, кој го и оперираше, откако ми рече дека операцијата е успешна, Илчо Симеонов се наоѓа во шок и дека сите инфузии и трансфузии ги прима одлично и за 2-3 дена дека ќе го напушти шокот, тој практично ќе замине во апартман и ќе се движи нормално како секој човек. Јас тоа практично исто пак не го верував се додека не го видам. Одна таа вест, јас лично чувствував одговорност голема, прво треба да ја пренесам во неговото семејство. Исто така како вечерва бевме собрани Староградскиот ансамбл Распеани виничани на проба и
бевме во една напетост, неизвестност, затоа што го очекувавме исходот, веста од операцијата на другарот Илче, кој се наложеше на операција во Женева. Бевме сите напрегнати и во тој момент дојде Моне и не развесели, ни кажа дека операцијата е успешна, нашата напетост постепено попушти и ние веќе бевме многу весели и не знаевме со какво воодушување да го искажеме тоа. Оваа радосна вест се расшири низ целото население за многу кратко време. Утредента заминаме со пациентот од Женева до Београдскиот аеродром до Сурчин, каде имаме претовар. И веднаш толку бев радосен и со солзи во очи, просто не можех овие сцени да ги чувствувам во себе. Бев изненаден дека се нешто вештачко пред мене. Меѓутоа, денеска се уверувам дека е се нормално. И веднаш го прашам дрверот Илче како се чувствуваш? Да. Како, тешка ли беше операцијата? Тешка, али сепак добро помина. Али, да. А знаеш ли дека нашиот град одвај те очекува да пристигнеш кај нас пак, да не останеш жив и здрав и се? Окасно ми јавија за тоа. Да, нормално, да. И кога пристигнаме на Сурчинскиот аеродром, тука исто беме вака пречекани од наши југословени, објаснуваме од каде патуваме, пристигнаме на аеродромот во Петровац, тука не очекуваше голема екипа која не прифати и не донесе во Виница. Кога пристигнаме во Виница, градот беше удушевен, посети големи, работни луѓе, граѓаните одадоа почит како на медицинска наука и на целиот тим, доктор Хан и доктор Радовanović што преземаа мерки над него хируршки и еве денеска го гледам Илче жив и здрав пред него.
По враќањето од Женева, после неколку месеци ми се роди и ќерката Катерина. Кога го видов моето семејство, бев најсреќниот човек на светот. Не сум богат човек за да им се одолжим на луѓето, им се одолжим со љубезност. Моето семејство не се состои само од 4 члена. Тоа е најголемото семејство на светот, бидејќи на луѓето ја им го должам својот живот.